Почитуван председател на владата господин Ковачевски, почитуван министр за транспорт и врски господин Бошварски и почитувани присутни. Бостот над реката Комановка на регионалниот пат е значаен бидејќи има голем проток на возила, посебно на тешки товарни возила кои гравитираат до индустријските објекти во околината. Неговата оптовареност со сообраќај беше причина за видно оштетување и за таа цел јавното предпријатие за државни патишта, водејќи се од грижата за учесниците во сообраќајот, на ова делница отпочна со санација која сега е во завршна фаза. Мостот е со челични главни носачи на 5 распони. Санацијата ги опфати сите челични носачи, како и зајакнување на сите столбни места. Изведувач на работите е Синтекс инженеринг од Скопје, а надзор Геинг од Скопје. А предвидени средства за санација на мостот се во висина од околу 60 милиони денари. Дозволите во оваа прилика да потенцирам дека јавното предпријатие за државни патишта во Комановскиот регион изврши санација и зајакнување и на така наречениот Искрин мост, за што издвоивме околу 2 милиони евра од нашиот буџет. Имено Искрин мост е еден од најдолгите мостови во државата, со должина од 355 метри и откако е изграден пред речиси 50 години не беше саниран и се наоѓаше во исклучително лоша состојба. Сега безбедноста на граѓаните од регионот е зголемена и тие ќе возат на 2 санирани и зајакнати моста. Ви благодарам. Индирувар креминистр и Република Македонија Зоти Ковачевски, индирувар министр и транспортит Зоти Бошварски, индирувар Тапраниш. Урам билумин Комановка на ругон регионале, анштерен сишме пашкак се на të kaqër kollim të madh të automjeteve të rënda transportuese të cilat gravitojnë tek objektet e ndryshme industriale që ndodhen në këtë rrethejnë. Ngarkesa e trafikut dhe posaçërisht atij trafikut të ngarkuar ka shkaktuar që kjo orë të jetë në gjendje jo të mirë, prandaj ne nga buxheti i ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore ndam një sasi të hollave për 60 milion denar dhe bëm sanimin komplet të kësaj ure, e cila është ndërtuar nga trarët e Çelik dhe është përfshin sanimin e të gjitha këtyre trarëve të Çelikëve dhe njëkohësisht edhe përforcimin e shtillave të urës. Në këtë mënyrë, pak më përpara, kemi zëmbëruar edhe me punën e sanimit të urës së Iskrin, i cila ndodhet jo larg nga ky pozicion, me çka mundsuam që të gjithë qytetarët të cilët lëvizin në këtë drejtim rrugor të jenë më së sigurt në të gjitha orët e sanora, me çka rrisim edhe sigurinë në komunikacion. Ju falenderit.